МНР е изненадена од гестот на советниците на партијата Левица кои свечената заклетва во Штипскиот совет ја дадоа под името Република Македонија наместо со сега уставното Република Северна Македонија. Во врска со ова од МНР е испратена и реакција во која се вели: Министерството за надворешни работи, следејќи ги ваквите појави по завршувањето на локалните избори и при конституирањето на определени совети во општините, повикува на доследна примена на уставните одредби во согласност со Преспанскиот договор, имајќи предвид дека непочитувањето на уставот и на ратификуваните меѓународни договори сериозно го нарушува меѓународниот углед на државата и го поткопува правниот поредок на Република Северна Македонија. Се повикува Министерството за локална самоуправа да реагира согласно надлежностите на овој ресор. Реагира Министерството. Оваа реакција на надворешни не ја загрижува партијата од каде изјавија: Вчера реагиравме одговорница дека нема ништо спорно за ова, меѓутоа по однос на денешното соопштение од страна на Министерството за надворешни работи, ќе потенцирам дека тие како прво немаат право да реагирате се мешаат во работата на локална самоуправа, а за тоа дека не им држат аргументите за наводно кршење на уставот има повеќе причини, бидејќи самото насилно оменување на името од почеток до крај беше силување и прекрашување на уставот. Како прво Преспански договор е донесен противуставно и тоа уставот беше прекршен во повеќе наврати. Прво и основно референдумот беше неуспешен и од тука нема одлука. Од нас ова, значи законот за локална самоуправа не е сменет, односно таму во делот за давање на свечената изјава на советниците експлицитно стои Република Македонија. Освен советникот од Левица Сенеда Ибраимова, свечената заклетва со старото име Република Македонија ја потврдија и советниците од ВМРО ДПМН, нешто кое беше причина за напуштање на седницата од страна на советниците од СДСМ.